Почитувани, не застануваат коруптивните дејанија на власта на СДСМ преку злоупотреба на државната каса од позиција на техничка влада во време на вонредна состојба, а во насока на престојните парламентарни избори. Вчера, во сабота, додека граѓаните стравуваа за бројката од стотици ново заразени од COVID-19 вирусот, владата на СДСМ објави оглас за грантови за невладини организации за вкупно 30 милиони денари. Внимавајте, среде криза, половина милион евра за невладини организации, здруженија и фондации за проекти за спречување на ширењето на коронавирусот. И внимавајте, сите оние кои што ќе добијат пари од 600 до 900 илјади денари, отчет ќе му даваат на Драги Рашковски, генералниот секретар на владата на СДСМ. И внимавајте, огласот трае само 5 дена. Почитувани, овој итен оглас во многу нешта е спротивен од Кодексот за добри практики за финансиска поддршка на организации и фондации од 2007 година. Членот 4 од Кодексот предвидува дека програми за финансиска поддршка на организации и фондации се носат во рок од 30 дена од донесувањето на буџетот за тековната година. Во случајов, тие 30 дена се далеку поминати. Во Кодексот е предвидено дека рокот за доставување на проектите не може да биде пократок од 30 дена од денот на објавувањето на јавниот повик. Во случајов, дадени се 5 дена, од кои првиот ден е недела, празник и полициски час. Според Кодексот, предвидено е да можат да аплицираат организации регистрирани најмалку една година до објавувањето на огласот, а во овој оглас од владата предвиделе да можат да аплицираат невладини организации регистрирани најмалку 2 години предходно. Исто така, според Кодексот, треба да се овозможи доставување, односно поставување на прашања за апликациите, а со оглед на краткиот рок, тука тоа не е возможно. Почитувани, во огласот на владата е наведено дека невладините организации треба да достават само извештај за искористување на средствата, а не и финансиски докази за трошењето, како што тоа е предвидено во Кодексот, во членот 9. Следуваат уште посуштински прашања од аспект на можната корупција. За одлучување по поднесените проекти од невладините организации треба да се формира комисија. Тоа го предвидува членот 5 од Кодексот, но во овој случај никаде нема информација кога е формирана комисија и доколку е формирана, кој се е член на таа комисија и на кој начин се избрани членовите на комисијата. Огласот, почитувани, зафаќа повеќе области, од информирање и едукација за заштита до помош на лица, но има и многу спорни моменти. Например, внимавајте, набавка и дистрибуција на хуманитарни пакети за социјално ранливите категории на лица. Дали ова значи дека и невладината на Зоран Заев, онаа што делеше пакети среде полициски час, не почитувајќи ниту една мерка за безбедност и заштита на граѓаните, може да добие буџетски пари за да продолжи со изборниот подкуп. Понатаму се вели: директна поддршка за ранливите категории на работници кои што се дел од неформалната економија и немаат можност за искористување на мерките на владата за финансиска помош. Епа внимавајте, според оној како што го нарекува вториот голем пакет мерки, истакнуваа дека се грижат и за оние од неформалната, сивата економија, односно обезбедуваа надомест, па во овој дел од огласот, каде што се вели и немаат можност за искористување на мерките, го наметнуваат и прашањето: дали биле лаги зборовите за можноста за мерките со кои што се фалеа. Почитувани, вака како што се наредени критериумите и дејностите во овој владин оглас, вклучително и за тоа кој ќе одлучува и кој ќе води сметка, јасно е дека станува збор за отворен подкуп и уште повеќе, со вакви рокови делува дека проектите се веќе напишани, а парите се распределени за однапред познати добитници на грантовите. Почитувани, ја повикуваме Државната комисија за спречување на корупцијата јавно да се произнесе за овој скандал,
да информира дали е запознаена и дали воопшто испратила позитивно мислење за оваа владина одлука за распределба на буџетски пари, имајќи предвид дека програмата е донесена сега, на седница на владата во петокот, програмата не е донесена во јануари 2020 година, не е објавена во службен весник, а рокот за доставување на проектите е само 5 дена. Почитувани, ова е скандалозно однесување во време на криза, ова е скандалозно однесување во време на економски колапс и задолжување на граѓаните, да се делат половина милион евра преку сомнителна владина одлука, ова скандалозна владина одлука во период на полициски час и уште повеќе скандалозна одлука на владата која што треба да спроведе фер и демократски и кредибилни избори. Поголема епидемија од COVID-19, поголема епидемија од короната, е епидемијата на отворен изборен подкуп вршен од СДСМ. Почитувани, ВМРО ДПМН е различно од СДСМ. ВМРО ДПМН има морален кодекс наспроти неспособноста и криминогеноста на СДСМ. Со СДСМ и со Зоран Заев, Македонија тоне во криминал, добивме хибриден режим, неспособност и сиромаштија. Но на тоа му се гледа крајот. Ви благодарам.